Тетово, град сместен под живописната Шар планина, место каде од секога се испреплетувале разни култури, религии и народи. Регион населен со доминантно македонско население од православна и албанско од муслиманска вероисповед. Во него живеат и турци, роми, власи, срби и бошњаци. Македонците градот интензивно го населуваат во 18-тиот век, кога ова население масовно се иселува од планинските села на Шара, а албанците претежно се дојдени од областите на Љума и Финди Мердида од Албанија во втората половина на 18-тиот век. Турците па главно во Тетово се населуваат за време на победоносните турски војни. Најстарите траги на живот во Тетово и околината датираат од пред 8000 години. Податоци кои се добиени преку археолошките ископувања на неолитските наоѓалишта ке селата Долно Палчиште и Стенче. Но сепак, најстара населба која се уште постои во Тетово е местото околу црквата Света Богородица, каде се наоѓала средновековната населба Хтетово. Специфичноста на Тетово е сочуваниот ориенталски дел и старата македонска архитектура, со поголем број на стари куќи, криви и тесни сокачења, ретки примероци на одамни изминати времења и новиот дел на градот, со широки улици и големи современи зданија. Тетово изобилува со голем број на споменици од минатото. Низ многобројните војни тие се разрушувани, но голем дел од нив се уште сведоча за богатата културна историја на градот. Манастирот Света Богородица во местноста Хтетово се спомнува во 13-тиот век, кој по своето богатство и убавина била надалеку прочуена. Тој имал под свое владение многу села од Полошко, но за жал овој објект подосна бил рушен, а сега на негово место во 1916 година е изградена црква, исто така посветена на Мајката Божја. Во културното наследство на Тетово се вбројува и шарената џамија, изградена според некои податоци во 16-тиот век. Џамијата особено се истакнува по својата декоративна обработка. Сликарскиот украс се исфрла во прв план, блескавите рабески изразени во сино цвеќе. Џамијата однатре и однадвор е шарана со разни бои и по тоа го добила своето име. Но сепак, најкомплексен културен објект кој представува ретко убавина од минатото е Тетовското кале. Сместен на врв од Балтепен околу 800 метри надморска височина, на само 2 километри оддалечено со центарот на Тетово. Оваа тврдина обколена со големи ѕидови широки до 4 метри, ѕидана со бигор камен, е подигната во 1820 година од Реџе Паши и неговиот син Абдураман Паша пред распаѓањето на Османлиското царство. На јужната страна од тврдината се наоѓа сарај со бањи и други простории, а наспроти него има трпезарија и кујна со големи огништа за казни и готварница. Тука се и летниот сарај, стражарниците, портите, трите тунели кои излегуваат на различни страни. Исто така во калето постојат и две порти, монументални порти, значи Тетовската и Лавчанската. Тетовската денеска више не постои, срушена многу одамна, додека Лавчанската може да ја видиме во незиниот прав облик. Други објекти, значи освен објектите во тврдината постоеле и неколку тунели со кои биле поврзани значи со градот. Едниот го поврзувал со самото село и другиот тунел излагал до реката. Се раскажува дека Абдураман Паша, откако го изградил калето, со нетрпение чекал да протече водата што ја довело шарпланинските извори. Но во меѓувреме султанот дознал дека Абдураман сакал да се одметне, да не ја признава неговата власт и да остане да живее на калето. Па така султановата војска на калето пристигнала тогаш кога протекла вода од чешмата во тврдината, но Абдураман морал да замине во Турција. Следевме патот од кај дојде на водата. Има едно предание за водата, кај што самиот Паша вели дека при крај, значи, тој заминува, а водата доаѓа. Значи, ти водот дојде, јас заминувам. Сен суđeldan ben gittim на турски. Тетовското кале се простира на површина од 108.000 метри квадратни. Освен белези од отоманскиот период, но ова место е изградена црквата Свети Атанаси, што говори за различностите низ времето, пошто е карактеристичен градот Тетово.